Почитувани скопјани, сликата на нашето Скопје денес не бара никакви политички анализи. Сликата на Скопје денес е одвратна. Смрди на распаѓање, на неспособност и на ефтин предизборен популизам. Скопје е претворено во депонија, контейнерите претекуваат, ѓубрето е расфрлано по улиците и тротоарите, а скопјани се принудени да се движат низ еколошка и здравствена бомба. Затоа денес имаме едно директно прашање до градоначалникот на Скопје, прашање на кое скопјани заслужуваат одговор. Градоначалник, каде ви исчезна оние фамозни 72 часа? Човекот кој ја дови довербата на скопјани на едно клучно и арогантно ветување дека само за 72 часа ќе го исчисти Скопје. Ветуваше дека проблемот со комуналната хигиена ќе стане минато и дека градот никогаш повеќе нема да се најде во ваква ситуација. Што добивме од неговите ветувања? Добивме спектакуларен пиар и сликање со лопати и метли за социјалните мрежи, додека реалноста ни е сосема поинаква. Системот целосно колабираше. Наместо реорганизација, ЈП комунална хигиена е во хаос, а градот е оставен на милост и немилост. Со покачувањето на температурите, неспособноста на градоначалникот нема да е само естетски проблем, туку ќе биде директна закана на скопјани од ширење на болести во град со над половина милион жители. Градоначалник, поминаа вашите 72 часа. Поминаа и 172 дена и многу повеќе од тоа. Очигледно, парадата што ни ја приредивте пред салата Борис Трајковски во првите 72 часа не беше ништо повеќе од гол популизам и скап пиар. Кога чистењето трае 72 часа, тоа е акција, но кога ѓубрето се враќа по 72 часа, тоа е неспособност. Скопјани не плаќаат даноци за вие да терате пиар, туку за да добијат, замислете, основна, елементарна и цивилизацијска услуга, чист град.